Огнометоваци и свечена церемонија. Вчера и официјално Мирко го притисна тастерот и ја осветли реката Црндрим. Вели сега изгледа како аквариум за кој тој потроши 110.000 евра. Сега се створија услови да можеме да имплементираме еден проект кој навистина му дава лик на градот, го заслужува Дрим да биде и ноќе осветлен, бидејќи тука доаѓаат гости, тука сме и ние стружани кои навистина се гордееме и со езерото, а посебно и реката Дрим која врви низ Струга. Се гордеат сите бизниси тука, се гордее туризмот, затоа што и тоа повлекува доста гости во ова наша добра Струга. Но екологистите уште пред официјално да биде посинет Дримот, реагираат дека се потрошени пари за кичен евкус, а дополнително сметаат дека светлата ќе прават штета врз живиот свет во реката. Естетски ова е одвратно. Еден значаен речен екосистем личи на базен во хотел во Саранда, од каде е инспирирано ова. Осветлувањето на речните води го менува циркадијалниот ритам на живиот свет, се губи чувството за ден и ноќ. Дополнителното осветлување го зголемува или изменува циклусот на раст на водните алги што влијае врз квалитетот на водата во реката. Но Мирко контрира дека за овој проект нема место за критика. Многу одговорно, значи и писмено изведувачот има потврдено дека во никој случај нема да има проблеми или дека струјата која е во овие сјалици од 12 волти нема негативни последици према луѓето. Проектот вклучува инсталација на арматура што е изработена од нерагјусувачки челики отпорна на корозија. Должината на осветленото корито е 900 метри, а арматурата поставена од двете страни на коритото е во должина од 1800 метри. Оваа инвестиција се служува во период кога се спроведува и акцијата на уривање на бесправно изградените објекти на брегот на Охридското езеро.